И во продолжение, шефот на државата, врховен командант на армијата, главен представник на Републиката и во земја и во странство, председателот Стево Пендаровски. Председателе, добро утро. Добро утро. Добро утро, а човек да се уплаши кога почнавте да набројувате. Сакам да укажам колкава чест ни направите. Да, вие ми правите чест. Ако паметите минатата година, на истиот овој ден, имавме слична емисија, меѓутоа вие бевте кај мене гости, ја бев домаќин. Сега да ви вратам гостопримство. Така е, затоа е велиме дека не чест. Проследивме дел од честитката во вестите, но сепак е многу значајно да ви имаме тука и да зборуваме за многу нешта. Имаме и тоа многу теми, но ајде ќе почнеме со основното. Нашата емисија се вика Ја сакам Македонија, па би сакале да ве прашаме што значи за вас да се сака татковината. Ние долги години во политички форуми, сега не сакам многу да гњавам и вас и гледачите со политика рано са бајле, посебно на државен празник, ние разговараме за значењето во современи услови на поимот патриотизам. Што да ја сакаш својата држава е тоа. Што значи да бидеш патриот денеска? Значи да направиш се што можеш од позицијата на која си во тој момент. Особено зборувам за оние кои се на значени повисоки функции, да им помогнеш на граѓаните, не на себе си, на граѓаните, и при тоа да не им наштетиш на другите. Значи, кога си го сакаш својот народ, е патриотизам. Кога ги мразиш другите, а може истовремено и пак да го сакаш својот народ, тоа не е патриотизам. Тоа има други изрази кои се непријатни, кои носат непријатни консеквенции за сите кои живееме на ова парче земја, а не има од различни националности, различни вери и убедувања, и политичко убедување. Значи, на таков начин јас се обидувам да ја сакам Македонија како и се нарекува емисијата, да од ова позиција на која сум се обидувам што е можно повеќе да придонесам за на граѓаните да им биде подобро, не на мене или на семејството или не знам на оние кои ме поддржувале. Јас сум председател на сите, така сакам да ме доживуваат и така се обидувам да се однесам сите овие 4,5 години. Председателе, колку е важен 8 септември за македонските граѓани? Се не ме прашувам куртуазно, вие речете да, важен е многу за македонската современа историја. Ова прашувам малку повеќе затоа што моје лично чувство и чувство на граѓаните дека нема некоја еуфорија последниве години за роден денот на татковината. Ако мислам дека имате пуштена, ако не ќе ја пуштите пораката со која денеска им честитам. Да, пуштите го вест. И внатри во текстот кажувам дека ова е малце необична, нестандардна порака, во која нема еуфорија. Знаете, ја го паметам заради годините кои ги имам и 8 септември 91-та. И постоеше, мислам дека и ланската година зборевме на таа тема. Постоја измешани чувства. Прво, имаше еуфорија, имаше радост, дека прв пат после толку генерации борци за слобода и за слобода на Македонија, токму нашата генерација или таа генерација успева да го оствари тој сон, меѓутоа постоеше и неизвестност како ќе заоди целата работа. Мислам дека сите држави кои во тој момент, во одреден момент стануваат независни, ги имаат тие двојни чувства. Преовладуваше еуфоријата, задоволството, среќата, кај најголемиот дел од народот, меѓутоа и неизвестноста се двоиме од една друга држава, како сега самостојни, по прв пат во историја самостојни во време кога војните само што почнуваат тие војните барабани почнуваат да се слушаат во наша непосредна близина. И како што одминуваа годините, паметите, барем од вашите постари се слушале, транзицијата, приватизацијата, многу луѓе за жал остана надвор од своите работни места. Некаде во таа прва деценија имаме изгубено околу 100.000 работни места само заради тој процес кој беше неминовен, бидејќи сите поминаа низ тоа, дали беше неминовен со такви негативни консеквенции, толку лоши ефекти, тоа е друго прашање. Меѓутоа факт е дека многу луѓе останаа без приходи и тогаш почна првите практично брановени иселувања од ново воспоставената држава, бидејќи малкумина се подготвени целиот свој живот да го потрошат, чекајќи подобро утре, а тоа никако да дојде. Значи, денеска гледате сите овие турбуленции кои ги имаме не само на патот кон Европа, него и внатре во однос на битните процеси кои се обидуваме да ги истуркаме, демократски, реформски, кои треба, се вратиме се на вашето прашање, кои треба да направат подобар живот за граѓаните, а не за политичарите. Уште сме некаде на половина пат. Кажувам во пораката, Македонија уште не е таква каква што сакавме да ја направиме или ја замислувавме во 91-та. Така е. Но еве спомнавте дел од околностите и тешкото и бурно минато кое што го паметите, но паметиме за жал и многу големи несреќи.
големи трагедии кои што и се случија на оваа држава. Ќе го спомнам атентатот на првиот претседател, понатаму авионската несреќа во која што го загубивме вториот. Ќе споменам војна, ќе споменам и други несреќи кои што не шокираат по новото време, еве сега ова што не се случува со скандали, со така натаму, но дали воопшто од сите тие случувања едно по друго, зборувам конкретно за трагедиите и несреќите, научивме нешто од тоа тешко минато? Јас се надам дека научивме. Иначе сега има една друга теза која вели дека за жал и покрај таа цела серија катастрофални настани, дека не научивме баш онолку колку што требаше да научиме. Дека други народи наводно побрзо се рехабилитираат после такви несреќи, се соземаат и се обидуваат преку системски решенија и преку поинако однесување на нас, политичарите, да не бидат ни близо до таква ситуација во која може човечки животи да бидат изгубени или да биде едноставно социјекономскиот амбиент таков да не ти дозволува да имаш пристоен живот, да имаш пристојна заработка и да не размислуваш за алтернативи, па во конечна инстанца и да мислиш, да размислиш да ја напушташ државата со цело семејство. Има случаи, дел од овие што ги споменавте се навистина меѓници во, например, атентатот на Глигора 95-та година, после кои свативме дека државата може да биде нападната на тој начин што највисоката институција во тој момент може да биде нападната. И дека мораме да развиваме систем. До тој момент Глигоров беше олицетворение или синоним на македонската држава. Практично вие не може да цитирате, да се сетите на некој друг кој имал така значаен придонес во првите неколку години од осамостојувањето. И тоа имаше равенка во тој момент таа Македонија и Киро Глигоров, првиот председател на независна Македонија. Дека треба да се гради систем во кој многу повеќе мина ќе бидат надлежни, се разбира во своите области, а не еден човек да покрива повеќе области, и ако тебе не те бидува са јас од оваа позиција да ја покривам и твојата работа или некако да ги замачкам работите дека се движат. Македонија беше прилично центрирана врз председателската функција првите 5, 6, 7 години, па и подоцна. Веројатно тоа ни е наследство од бивша Југославија, кој беше Тито, кој беше во уставот ставен како доживотен председател, немаше избори, беше знак на равенство меѓу таа држава и тој председател, така и не препознава ни светот. Тој човек Глигоров беше некоја вид на реинкарнација на некој Тито во македонски услови и по 95-та мислам дека многумина се отрезнивме и свативме дека не ни треба еден човек или двајца, тројца кои ќе туркаат државата напред, туку треба секој да биде надлежен и капацитетен во ова што го работи да даде најдобро од себе и да го направи амбиентот околу себе подобар и за другите, не само за себе. Да, тоа го свативме, но дали се вистинските луѓе на вистинските места според вас? Не, тоа е добро прашање. Не, се разбира дека не. Знаете, дури во Македонија има само нашиот политички систем и на многу други места во светот, не е ексклузива кај нас. Има неколку места за кои граѓаните се прашуваат. Председател, градоначелник, зборам за директни избори, твоето име е на ливче и сакаш или не гласаш или не гласаш, или гласаш за друг. Се гласа за личност повеќе. Меѓутоа сите други се практично делегирани од оние кои ги добиваат избори. Да. Значи теоретски ако земете, вие може да имате и премиер кој не бил на избори како што имаме сега, например. Не велам дека тоа едното е лошо, другото е добро, затоа што и при директен избор сме имали такви искуства. Може би некој за мене мисли така, и со директен избор, значи при неспорен избор, мојот избор во 19-та, може би некој ќе рече дека погрешивме. Значи не е гаранција дека ако е директен избор дека граѓаните не може да погрешат, во тој момент поверувале дека тој човек може да биде добро решение за таа ситуација и за државата. Меѓутоа грото, најголемиот дел од функциите се делегирани. Значи или пратеничките листи, советничките листи по општини, тие се составуваат во партиите, ретко да имаме независни листи. И кога имате луѓе кои се делегирани, а не ги бирате директно, тогаш е поголема опасноста да изберете луѓе кои не се соодветни за некоја функција. И знаете, он е така наречен втор, трет ешелон и така натаму, и на локално и на национално ниво. Често знаеме да го критикуваме. Има луѓе кои се, како велиме, залутани на некои позиции, а позициите се битни. И од тамо не даваат ни 10% од тоа што би требало да го дадат, а ги бираме да дадат 100%. Така. Ајде да не зборуваме само за тие негативни аспекти роден од роден ден.
да зборуваме и за оние убавите, светлите моменти кои што ни се случува. Мораме да го издвоиме спортот како една универзална заедничка радост, можеби најголема еуфорија од тој 8 септември 91 видовме вака заедничка кај граѓаните токму за спортските услови. Кога вие бевте најгорд, да речам, во овие 30 Во однос на спортот? Па, може да и да биде од друга сфера, ако гледате некој голем успех или... Па мислам дека немавме многу, за жал, немавме многу такви успеси кои не креваа, што се вели од кондори, од патики и дома кога гледавме или на стадиони кои носел тотална екзалтација. За жал, мала држава сме и допрва треба да учиме во тој од поорганизираните држави. Меѓутоа, мислам дека, ако не сажам, четвртото место на кошаркарите, пред колку години веќе на Европско првенство беше таков еден момент со на последна тројка, ако паметите, кога коментаторот вели леле, што направивме. Мислам дека тоа беше еден момент на национална гордост и на екзалтација. Не памтам дека друг пат сме биле блиску до такво ниво. Се разбира, имало и индивидуално. Тоа е успех на крајот на кога си четврти во Европа во било што, освен во криминал. Тоа е одлична вест. Меѓутоа, имало индивидуални, да речеме, изблици на одличен перформанс, на пример, нашите фудбалери. Ќе победа, не знам да Германија ќе победа тоа и сега во Тоа е радоста на малите нации кои ќе тепаат појаките го спорт. Германија е велесила во фудбалот. Независно што сега нема таква генерација како едно време. И во таа насока сега сакам да најавам, дај Боже да не баксузирам од напред. Утре доаѓаме овдека исто. Да. Мораме Македонија и Италија малку да ги бодриме нашите, бидејќи Италија исто така е повеќекратен светски шампион. И мислам дека е ред да скинем уште еден скалп од големите. Така е. Кога политичарите и функционерите сакаат да се пофалат со успеси овие 32 години, веројатно најголем успех на македонска држава прво е влезот во овите нации, а второ е влезот во НАТО, веројатно тоа е најголем успех на Македонија, меѓутоа тој успех дојде по еден пораз, односно промена на уставното име и морам тука да ве прашам кој е вашиот став? Едноставно граѓаните никако да го прифатат Северна. Ми се чини дека ги споменавме спортистите, пејачите, уметниците, буквално никој не го користи новото уставно име. Само политичките лидери имаат таа, би рекол, моќ во една реченица да кажат 12 пати Северна. Не сите политичари. Не сите политичари. Не знам дали забележувате, не само денес, не само по оваа пригода, ја многу ретко го потребувам тоа име. Граѓаниве, а за жал и политичари во еден значаен дел не разбираат дека ние тука додека разговараме не сме обврзани, дури јас кој имам официјален капацитет на председател на држава, да кажуваме 12 пати или 2 пати или 5 пати Северна Македонија. Кога пишувам писмо до други институции во странство, не знам, или до наши институции тука, ја морам да имам во заглавието, за жал, тоа е договорот, морам да имам Северна Македонија. Јутоа во се друго, ја не сум обврзан да повторам како папагал Северна. Ја знам дека секој од нас има клетва за тоа. И тоа не ме бендисува што го кажувате, тоа го забележам од 2018. Кај многу мина, пошто пото, како велиме, по секоја цена да се повторува Северна, мислејќи дека некој однадвор ќе те казни. Нема казни. Или тоа контрауслуга на самиот договор, како да се создава намерно револт према граѓаните? Ја мислам дека граѓаните нема никош да го прифатат. Нема да го прифатат. Гледате, вие не збориме за 91-а. По 91-а година започна една интересна пракса кај политичарите, тогаш прв пат почнавме директни преноси да гледаме од парламентот и почнаа сите исто како папагали да повторуваат Република Македонија. Нема потреба од република. Зборам за говорењето. Да. Се знае кај треба да се напише официјалното име на државата, на институцијата, на вашата телевизија. Нема потреба да многу малку се употребуваше само Македонија. Така и сега, значи ова не е што го зборам ја начин да иритирам Грција или меѓународна заедница, ви кажам какво е објективното читање на тој фамозен Преспански договор. Не сте обврзани дома со сопругите да кажувате Северна. И со партнери. Разбирате? И тоа за жал нашите политичари тоа не го разбираат и не верувам дека намерно го прават тоа за да иритираат граѓани. Така го разбираат тој договор. Ниту во медиумите. Во моја интерпретација не го разбираат. Ниту во медиумите нема обврзаност да... Не, позборувам за приватни медиуми. Да. Државните медиуми мораат во најавата, државните медиуми мораат да го имаат тоа. Бидејќи се, видите, границата на разликување кога мора Северна во официјална комуникација и кога не мора е дали примате пари од државниот буџет. Дали сте на буџет, дали сте буџетари. Ако сте, обврзани сте. Ако не, немате потреба да менувате. И ден денеска можете да организирате, не знам,
медиум или невладина организација кој е потполно приватен, кој не мора да има северна во името. Такси компанија и така натаму. Така. Добро, очевидно дека граѓаните не се среќни со тоа, можеби ќе треба и време да Нема дилема. помине, така е. Ако за нешто не се среќни граѓаните, овој момент е повторната промена на уставот и тоа тешко паѓа. Кој е вашиот став? Многу минат со право, веројатно, ако ги споредиме овие поранешни југословенски републики и нивното осамостојување, мислам дека нашиот пат бил најтежок и најболен. И можеби затоа се и граѓаните сомничави во однос на барањето на нашите соседи од Бугарија за нивен влез во уставот. Се велат дали тука ќе престанат барањата на бугарите и дали ние конечно ќе можеме. Знаеш што мислам ја? Ја мислам дека нашите граѓани, посебно македонците, бидејќи тоа е спорот уствари, она што бугарите го оспоруваат кај нас е идентитетот, јазикот, така натаму. Ја не мислам дека тие имаат против бугарите било што. Ја мислам дека граѓаните на Македонија се име до овде од предусловувања и условувања какви што никој немал во историјата на Европската унија. Таа организација направена 1957 година, никој никогаш, не само бившите југословенски републики што влегоа, Хрватска, Словенија, никој никогаш немал ни близу такви критериуми кои не се критериуми за влез во Европска унија. Такви барања од никого не биле испоставени. Едно е да имаш добро соседски односи, тоа е критериум. Друго е да некој ти вели само можеш да го смениш уставот или можеш да имаш северна и претходното да не го забораваме. Тоа е уникатна ситуација со северна. Значи не верувам дека македонците имаат било што против бугарите и од таа позиција велат бугари никаков устав, него велат чекај се, ова е една долга серија на предусловувања. 17 години чекаме да почнеме преговори, па има барање, можеби утре има повторно некој трето, пето барање од некоја си друга земја членка. И во тој дел граѓаните се апсолутно оправо. Значи вие не можете да измислувате критериуми за влез било каде само за тебе, само за мене. Организацијата има, ги викаат, базичен сет на критериуми. Има групи, подгрупи по кои се преговара, точно се знае што се бара. Ја ви тврдам, нашиве граѓани, да им побарате да го сменат уставот не еднаш, него 10 пати ќе го сменат, ако им кажете да имате правна држава, слобода на медиуми, да имате професионална администрација, така натаму така. Меѓутоа за овие работи разбирам зашто е гневот на граѓаните, а не е прв пат да не се случува. Ние инаку, вие помладите го имате заборавено. Првата промена на уставот. Значи имаме прв посткомунистички устав, да го наречам. 17 ноември 1991 година. Првата промена со неколку амандмани заради тогашното барање на Грција, значи далеку пред да го решиме споров со Преспа, беше да покажеме уште еднаш со член плюс во уставот дека немаме територијални претензии. Верували ли не, 17 ноември го усвојуваме уставот, јануари, после 2-3 месеци е првата промена на тој наш устав на независна држава. Од јануари 92-та, значи доаѓа до денес, ја не знам, 8-9 пати сме менувале, некој пат затоа што сами сме сакале, меѓутоа објективно целата атмосфера е таква да луѓето велат има ли крај оваа серија барање. Инаку ако го земеш самото барање, имаме 7 народи, делови од народи сега во уставот, сакаме уште 6 да ставиме. Ако овие 7 од 2001 кои ги имаме во преамбулата, не ја растурија државата, што не е ништо опасно. Ама луѓето не гледаат дали е содржината ваква, конкретна. И колку све треба да ставиме таму, црногорци, хрвати, евреи, египјани и бугари, него тие велат има ли крај ова? Утре, задутре, која е гаранцијата? Значи, јас сум, пресисно сум го кажувал, јас сум за овие промени, меѓутоа од друга страна го разбирам гневот на граѓаните. Стварно го разбирам. Бидејќи секој од нас го чувствува тоа. Сепак е мачна таа 32 годишна историја на самостојна Македонија и многу фрустрации кај граѓаните се. Не собрани неправди. Не спорно, што гледам само еле зборуваш околу годините кои ги има нашава. Македонија имав интересен прилог пред да влезам во студио, ги прашувате што би подариле. Тоа е многу интересно прашање затоа што гледам дел од граѓаните, а и јас. И ја замислуваме, мислам дека некој од вас и така рече, дека тоа е една 33 годишна, ја мислам добро одржана дама. Добро одржана дама. На сите притисоци, да. Да, после се што сме поминале и преживеале, мислам дека добро се држиме, да. Да, веќе кажавте што би подариле вие во еден одговор од овие прашања што ги имаме, затоа нема тоа да ве прашувам, но еве во контекст на ова што пред малку го зборувавте, се видовме ние лани на 8 септември, еве сега можеби 2030-та ќе се видиме.
Боже, ќе здрави видиме во живот. какви улоги, можеби, нели, ќе го повториме се Здрави. ова. Сакам да прашам колку е реално тој 8 септември да го дочекаме, можеби, со влез во Европската унија. Не е фраза која велам, и пред некое време го реков тоа во друго интервју, дека можеме и порано да влеземе. И јас знам дека сега, како викаат, млади викаат fashionable, вика, модерно е сега да кажуваш дека да лицитираш со години, па дури да се тркаме кој порано. Можеме и пред 2030 комотно, затоа што сме 17 години претходно бевме кандидати и сме супер подготвени. Ние сме најдобро подготвениот кандидат во историја на европско проширување, само под услов да нема ваков тип на вонредни или само за нас специфични предусловувања понатаму. Значи, ако го поминеме оваа препрека, и јас тврдам дека со супервизијата која би започнала многу појако од страна на Европската унија, што правите во однос на, не знам, корупција, организиран криминал, професионалност на институциите, транспарентност нима и така натаму, мислам дека ќе напредуваме побрзо, бидејќи ќе бидеме под мониторинг. Знаете, кога си оставен сам, ја не сакам да кажам, имаше една славна фраза, еден од нашите бивши премиери, вели ни треба камшикар, не треба камшикар да не тепа, меѓутоа е друга работа која ќе ти напишат во извештајот, ова не ти е добро. И се ти као политичар, после тоа мораш да искочиш пред народ и да речеш не замрзна во движењето кон затоа што не сме добри и на следни избори нема што да бараш. Тогаш Европската унија и влезот ќе стане изборно прашање. Сега е маркетничка работа. Кога договаравме ова празнично интервју, немавме намера ниту Јован, ниту јас да ве прашаме, но во Македонија многу брзо настанете како на филмска лента се менуваат и сега актуелно ви е дадена она експресно донесување на измените на законот за КЗ. Пратениците со европско знаме се го донесува експресно, вие експресно го подпишавте и веројатно ќе ми замерат гледачите, а јас сам себе ќе замерам ако не ве прашам. Може би очекуваа да повеќето да бидете браник на тоа носење. Тоа е кога подпишувам закон, кажам зошто го подпишувам. Кога не подпишувам исто така имало и случаи. Значи прво се создаде една заблуда во јавноста дека станува збор за амнестија. Па дури чув изрази кои никогаш во живот не сум ги чул, јако сум правник, некаква скриена амнестија. Такво нешто не постои. Амнестија е кога ја тебе сосема ќе те ослободам од издржување казна затвор, ниту ќе почнеш да издржаш, ако си на издржување излегуваш. Нема ни една одредба од овој закон која тоа го прави. Значи нема никаква амнестија. Има прво се скратуваат казните затвор за некој дела, ако биле 10 сега се 5 години, ако биле 5 сега се 4, значи затворот останува, казната затвор останува. И што се случува друго? Се случува проширување или олеснување на процедурата за конфискација на имот. И са тука е главната работа која мене ми даде за повод да го подпишам законот и да го образложам, и бидејќи имав и на таа тема образложение во јавноста. До сега ние имаме така наречена проширена конфискација на имот. За жал нашите судии тоа многу не го користат. Имаме еден или два јавно познати случаи, зборам за овие поголемите случаи, кај што е бајаги пара украдена од народот, кога се спомнува дека нечи имот ќе оди на продажба. Затоа што има таква мерка, не знам. Ние генерално, не само судиите, менталитетот наши, дај му 20 години затвор, нека скапе во затвор, ова другото е запоставено. Европските трендови се обратни. Ќе си лежи затвор, а не 20 години. Нека лежи 2, 3, 4 за тоа што го направил, утврдено со суд, ама да ги врати парите до последно. Затоа што мотивот за коруптивно однесување е да ги заработиш парите. И после сте слушале тоа, можем и да одлежам некоја година, ама ова ќе ми остане. Ако не ти остане, немаш мотив да го правиш тој криминал. Со законов се олеснува така наречената проширена конфискација на имот и тоа мислам дека е една битна работа со тоа што судиите треба да почнат стварно да го применуваат. Тој дел не само да го имаме, иначе и сега го имаме, уште поише се олеснува, али дај Боже да судската пракса се промени во таа насока. Знаете, многу луѓе и обичен народ ќе рече, види, не мора ни да лежи, само нека врати до последно што ми украл мене, тебе од народот. Такво нешто до сега немаме видено овие 32 години денеска славиме независност. Да, тоа би било убаво да си го посакаме. Имаме добри закони, само уште да... Никогаш проблемите што ги имаме, а ги имаме многу во различни области, не се затоа што законите се лоши. Проблемите што ги имаме се од луѓето кои или не ги применуваат законите, или селективно ги применуваат, или наоѓаат дупки во законите. Сигурно. Жал, имаме уште многу малку време, па морам да ве прашам каква е празничната агенда за председателот денес? Има еден мал дел службен, другиот е приватен, се разбира, со семејството. Од тука одам на гробиштето Бутел, кај што
треба да се поклонам на вечните почивалишта на поранешните председатели Киро Глигоров и Борис Трајковски. Потоа со семејството као и секое друго македонско семејство ќе одиме негде на ручек и така. На тој начин ќе го одбележиме денов. Ништо помпезно. Роденденски. Да. Добро ви благодариме што ете ова утро ни укажавте чест, што ги споделивме овие роденденски желби за татковината и се надевам дека се тоа што кажавме добронамерно во иднина ќе се оствари. Јас се надевам и при тоа апелирам до сите, а пред се до себе си. Секој пат покажувајте со личен пример како треба. Не им кажувајте не ние, јас, ти, као новинар, ја као председател сега, утре како работник, не знам каде, покажувај со личен пример. Немој да крадеш, немој да лажеш, не ги мами другите, биди чесен, работи за плата, не за коруптивни некои проценти, не знам, и задкулисни работи. А ако даваме таков пример, и ако повеќе на нас тоа го правиме, Македонија не после 32 нови години, туку само после 5-10 години ќе биде драстично различна држава и ќе заличи на некоја поздодевна европска, просечна европска држава. И не само по приходите, не само по просечните плати и стандардот на живење, генерално. Според тоа да не се случуваат, како видите на филмска лента, не се случуваат настани. Малце поспокоен да биде живот, па нека биде и побавен, и тоа е убавина. Председателя, ви благодариме. Благодарам за поканата.